Се враќаме во студиото со дебатата со кандидатите за градоначалници на општината Крива Паланка. Продолжуваме со прашањата кои се однесуваат на економското функционирање на општината. Тука е и најавената гасификација. Господине Павловски, како што ги гледав програмите на партиите, сите имаат во програмите гасификација на Крива Паланка. Ми се чини важно решение, но исто така решение кое одамна се најавува, но никако да се реализира. Значи, Крива Паланка беше првиот град во Република Македонија до кој што стигна во непосредна близина на градот приклучок на гасификационата мрежа во времето кога се правеше гасоводот од Бугарија преку Гама проектот. Меѓутоа, од тогаш наваму не се мрдна од мртва точка, односно, морам да кажам дека неколку години покасно, некаде 2002 или 2003 година, е изработен главен проект, со кој што треба да се изврши гасификација на градот, односно да се извршат гасификација првично во прва фаза на најголемите институции кои што би биле најголеми потрошувачи, како што основните училишта, како што е општината, како што е гимназијата Ѓорче Петров, домот за ученици. Меѓутоа, таа реализација не започна и стоиме на место. Секако дека гасификацијата има многу големо значење, затоа што тоа е реагенс кој што е во моментот најевтин, најисплатив, и понатака со гасификацијата ќе се овозможи и покрај тоа што ние како град немаме проблем со загадувањето, меѓутоа употребата на дрвото ќе биде свалена на едно пониско ниво, така да ќе имаме почист амбиентален воздух. Идејата наша е дека мора да почнеме да правиме стратегија со која што гасификацијата ќе го правиме преку јавно-приватно партнерство. Имавме до душа своевремено формирано како општина и свое јавно предпријатие кое што беше само формирано на хартија, но меѓутоа не заживеа. Значи, тоа јавно предпријатие со јавно-приватно партнерство ќе се барат инвеститори кои што ќе ги искористат можноста што буквално во градот ние приклучокот нема никакви други трошоци инвестиции. Меѓутоа, немавме сенс на времето кога се гледаше главната улица Свети Јаки Василговски да се остави простор за гасоводните цевки кои што требаше. Имав идеја, меѓутоа никој не го подржемува да биде во тоа, да биде во еден канал кој што после ќе се искористи лесно, меѓутоа тоа е за некој нареден период. Добро, господин Рангелов, гасификација на Крива Паланка, проект кој никако да се спроведе. Видите вака, значи тоа е многу битен проект, како што каже и претходниот мој против кандидат. Значи толку години поминува линијата низ Крива Паланка, направивме, значи кога беше ВМРО ДПМН на власт на локално ниво, се изработи проект за гасификација, но проблемот остана околу државната стратегија за гасифицирање на Македонија, значи требаше да се добие одобрение за да почне тој проект да се реализира. Беше и формирано предпријатие кое што не можеше да го спроведе тој проект. Значи гасификацијата е многу битен проект за Крива Паланка. Значи предвидени се два краци да одат, едниот поаѓа од кај Карпош, излегува на главната улица и оди до Осичка Мала, а другиот оди преку Бегови Бавчи, Херој Карпош и повторно доаѓа на тој дел. Значи, тоа е многу битна гасификацијата, бидејќи сите институции кои што ќе го користат природниот газ, ќе ги намалат трошоците, ќе можат средствата да ги искористат за други намени, домаќинствата ќе имаат можност да се приклучат и еден од големите проблеми што ќе биде повторно, значи проектот кој што беше направен за тротоарите на главната улица во времето на ВМРО ДПМН не беше реализиран токму поради овој проект. Значи, со доаѓањето на СДСМ на власт го реализира тој проект и сега повторно ќе треба, кога ќе се реализира гасификацијата, да се раскопува тротоарите, да се она што е правено, да се спроведе гасификацијата. Значи, овој проект многу брзо ќе се реализира. Значи, имам информација дека во најскоро време може да се има решение веќе да почне да се работи на гасификацијата. Ќе биде еден од клучните проекти кои треба да придонесе за развој на Крива Паланка, за привлекување на нови инвеститори кои што ќе дојдат во Крива Паланка да отворат фабрики и тоа ќе биде и заживување на локалната економија. Добро, благодарам господин Митовски.
се надоврзам на Да. против кандидат. Да, во право е. Многу брзо ќе се реализира, затоа што локалната самоуправа во претходниот период во овој процес влезе со спремна техничка документација, каде што таа техничка документација има издадено и одобрение за градба, и ја верувам и сум убеден дека со помош на централната власт овој капитален и клучен проект за развојот на Крива Паланка ќе се реализира во многу брз временски период. Значи, овој проект е во една напредна фаза во Крива Паланка и Крива Паланка е една од првите општини каде што влезе со спремна техничка документација и одобрение за градба. За овој став, за ова проблем, позитивен став имаат и граѓаните на Крива Паланка, но и бизнис секторот, од причина што развојот на бизнис секторот го гледат како ефтин енергенс, но и домаќинствата како ефтин енерген за грејење во текот на зимската сезона. Така да, мене ќе ми биде мило, како што кажав, во многу брз временски период, заедно со помошта на централната власт, овој капитален проект на Крива Паланка да дојде до конкретна реализација. Да, добро, зошто само едно подпрашање, СДСМ и за време на претходните парламентарни избори ветуваше гасификација на целата држава, но гледаме дека тоа некако не се реализира и не се реализираше значи ниво Крива Паланка, сега повторно ветувате за следните 4 години. Па да, значи ние Крива Паланка, како што кажа, сме првата општина со изготвена техничка документација и одобрение на градба. Она што се случуваше како проблем на државно ниво, дали таа гасификација да биде преку јавно-приватно партнерство, странска инвестиција, не можам да навлегувам, но она што знам дека ние како локална самоуправа сме спремни во наредниот период со целосна документација да влеземе во овој капитален проект. Да, добро. Господине Станковски, гасификација на Крива Паланка, големо ветување, тешко се спроведува. Така, јас го делам мислењето и тука сме единствени, нема дилема, гасот е непроценлива работа, што треба да ја примениме сигурно. Дека брзо ќе настане реализација на веќе проектираното, не верувам, затоа што Крива Паланка нема подземен катастар. Ние као локална самоуправа мора прво тоа да го организираме, за да се добијат сите тие дозволи за градба, знаеме како оди тоа со гасот, мора да има подземен катастар. Без подземниот катастар не може тие идни бомби, цевки да се поставуваат низ каналите низ градот. Друга работа, граѓаните се за гасоводот и тука нема дилема, недвоебени се, 100% од луѓето сакат газ во своите домови, ама имаме сега друг проблем, што нивните домови се прилагодени на цврсто гориво, на грејните тела, така да ние како локална самоуправа мора тука да излеземе во пресред на граѓаните со тоа што ќе им овозможиме на лесен, на поекономичен начин да ги заменат своите домашни апарати нели со апарати на газ. Ако ние само им доведеме газ до домовите, а тие немат соодветни корисници, значи ништо не сме направиле. А сите знаеме дека тоа е сериозна инвестиција, а верувајте ми, во Крива Паланка денеска некој да си дозволи целокупниот свој дом да го пренамени од електрично грејно тело на гасоводно, е тоа сериозна инвестиција. Тука апелирам и верувам и знам дека ќе се најдеме секој пат во пресред на граѓаните, за тоа што ќе биде од интерес не само за нив, тука и за целокупното живење во нашата општина. Да. Повелете, реплика и вие? Да. Сака да го потсетам господин Митовски дека за проектот кој кажа дека имаме готов проект. Проектот е изготвен некаде 2003-2004 година. Јас учествував во изработката на проектот заедно со една бугарска компанија, затоа што во тоа време бев раководител на одделението за изградба и одржување на комунална инфраструктура. После завршувањето на овој проект баравме инвеститори, се појави еден инвеститор, меѓутоа требаше да направиме анкета во градот Крива Паланка колку од граѓаните би прифатили гасификација на нивните домови. Првично анкетата произлезе дека само приклучокот, значи до пред врата што се вика оној приклучокот, треба да биде околу 700 евра,
a целокупното инсталирање внатре со грејно тело, со инсталации кои што треба да бидат уште некаде 1500 до 2000 евра, и во тој случај ние направивме анкета на тие низ централното градско подрачје, значи тоа е првата главна мрежа, а секундарна мрежа немам изработено. Проект за секундарна мрежа се уште немам изработено. Точно е дека има одобрение за овој проект, меѓутоа се покаже дека во тој момент економската состојба на граѓаните е таква да повеќето не беа заинтересирани за гасификација на своите домови. Повелете, реплика. Јас сакам само да се надополнам на мојот против кандидат Сашко Митовски, да му кажам дека тој проект е изграден во времето на ВМРО ДПМН, е таа техничка документација, вие што ја кажувате за гасификација, и дека вие 4 години не успеате ништо да направите. Значи, едно одобрение што требаше да почне да го спроведувате, не направите. А ние во нашата изборна програма, значи имаме ветување кое е ставено во програма дека за секој дом ќе има бесплатен приклучок за газ. Да, добро. Одиме со следната... Имавте контрреплика, да, повелете? Почитувана нација. Значи, добро е за граѓаните на Крива Паланка што во наредниот период и локалната и централната власт остане во наши раци, така да и овој капитален проект граѓаните најдобро знаат и тоа го видел на делови изминатите 4 години како ние работиме за граѓаните, така да Крива Паланка многу скоро, многу брзо ќе биде реализиран и ќе дојде до гасификација на на секундарната мрежа за домаќинство. Така да вие може паушално да ветувате, но треба да знаете дека и треба да се водите по реалните и финансиските импликации на овој проект и кажете го начинот. Кој ќе биде начинот за да вие бесплатно ги приклучите домаќинствата на гасификација. Вие го ветивте на граѓаните како еден од најголемите проекти на последните локални избори и ништо не направите 4 години. И сега пак им го ветувате и мислите дека сигурно ќе ви веруваат. Ако ништо нема направено. Па што има да направи? Крива Паланка е првата општина со изготвена техничка документација и одобрение за град. Како за време на сега тоа направено. Да. Не, Добро. сега направено, главниот проект е направен 2002 или 2003 година, а секундарна мрежа се уште не е направена проект. Добро, во ред, малку се измешавме со реплики и контрреплики, но во ред не е ништо страшно. Продолжуваме со... Ми се чини дека за гасификацијата тука ја исцрпивме, некако немаме што да додадеме. Владата најавува помош за многу општини во однос на парите кои треба да бидат пренаменети од аеродромот ТАФ, кои се дадени за општините. Пред некој ден за време на посетата на Крива Паланка, премиерот Заев најави и реализација на голема гринфилд инвестиција. Тој вели најголема гринфилд инвестиција во историјата на Северна Македонија, која вреди 520 милиони евра за изградба на ветерници од германска компанија, 415 мегаватна електрана, 69 ветерници кои се на потегот меѓу Куманово и Крива Паланка. Прашањето за господинот Павловски е колку може централната власт, колку сака, но и колку знае да помогне во развој на општините, еве на ваков индиректен или директен начин. Ваквата инвестиција за Крива Паланка, јас апсолутно не верувам дека ќе имат некој бенефит нашите граѓани. И прво, ветерница не се прави преко ноќ. Значи, локациите треба да се избираат со години. Се прави студија, се прави мерење на воздушните струјења. Јас немам информации дека се направени такви мерења на воздушните струјења. Иначе, по вокација сум дипломиран инженер-геолог и тврдим дека таква работа тешко дека ќе успее. Тоа е една работа. Втора работа, владата може ќе ги тие достави, тие ќе ги пушти средства што е. Меѓутоа тоа од кој бенефит ќе имат граѓаните? Ќе имат бенефит одредени компании кои што се бават со таа проблематика, со производство на електрична енергија. Ние имаме неколку хидроцентрали, мини хидроцентрали во градот. Меѓутоа, освен што концесијата доваѓа, дел од парите доваѓаат за општината, ние немаме никаква друга бенефиција. Напротив, имаме штета. Имаме штетни влијанија на речните корита, на биодиверзитетот.
Прашање е колку оваа инвестиција ќе биде стварно од бенефит на граѓаните. И јас не верувам дека ќе имат бенефит нашите граѓани од оваа инвестиција. Меѓутоа, доколку од овие 500 или 50 милиона евра се ослободат за развој на руралната средина, тогаш нешто може да разговараме. Како што реков, донесувањето на локалната планска документација е основа за да можат луѓето да изградат објекти со легална градба, кои што објекти се им неопходни за да можат после да аплицираат кај ИПА фондовите, кај другите фондови за развој на сточарството, за развој на земјоделството, за развој на билкарството. Меѓутоа, тука треба да вложиме многу пари во патната инфраструктура. Некој може да произведе колку сакаме ние сирење или овчо сирење или кравјо сирење или козјо сирење. Меѓутоа, патната инфраструктура е толку лоша што не може да се достави до директниот потрошувач. Ние имаме апсолутно запоставена патната инфраструктура. Од тие причини имаме празни села, имаме запуштени куќи. И сега треба ние тоа да го вратиме назад. Тоа е процес кој што ќе трае со години. Тоа е процес кој што не може да се реши за 4 години. Меѓутоа мора да се почне од некаде. Значи од некоја мртва точка мора да се мрднеме. Јас верувам дека тие инвестиции ако се вложат во руралниот развој ќе имат поголем бенефит отколку во ветерници. Не дека нема да има проблем, меѓутоа некој бенефит, меѓутоа директно граѓаните на Крива Паланка. Добро, само да појасниме, се работи за инвестиција од страна на инвеститорот, не на владата. Значи самиот инвеститор инвестира. Да, господине Рангелов. Значи, многу работи беа ветени во претходниот период, па од тоа се уште нема ништо. Требаше да биде веќе готов и пругата, требаше да биде готов и патот од Страцин до Крива Паланка, па гледаме дека таму застана работите, не се ништо работи. Дај Боже нешто што се каже да се реализира. Значи, за градот е убаво да се направи, без разлика која власт, но она што го гледаат граѓаните и што може да видат дека сите ветувања што беа дадени до сега од страна на СДСМ, значи нема ништо посебно направено. Значи така да и ова работа ја оставаме под сомневање. Дај Боже да се направи, како што кажа и мојот против кандидат Зоран Павловски, значи за да биде нешто такво направено треба да има претходно испитување, да се утврдат работите, па потоа нешто да се прави. Се кажуваат работите површински, потоа се менуваат, на крајот на денот се откажуваат и без никаков срам пред граѓаните да се каже нешто конкретно. Значи, многу подобри инвестиции може да се направат за да се развие регионот, она што одиме на терен, што гледаме луѓе со секакви проблеми се соочуваат, тоа е стварно луѓе жалост. Значи, еве, како телевизија дојдете, ќе направиме репортажа, ќе ве прошетаме да видите во какви услови се луѓето живеат и со какви се проблеми се соочуваат, а ние зборуваме за некои крупни проекти кои што дај Боже да се реализира. Но ова искуство што го имаме до сега, се што беше ветено, ништо не е реализирано и ова се става под знак прашање. Значи, еве, јас сакам да бидам оптимист, да се направат работи, но искрено ви кажувам, после се што се случуваше во изминатиот период и секакви ветувања и од тоа нема ништо направено, значи едно нешто да беше завршено како што треба. Тој регионален пат се прави веќе 5 години, значи тоа ќе биде 30 години градба на еден пат од Страцин до Крива Паланка. Да, добро. Господине Митовски? Овака, значи, околу оваа стратешка инвестиција и околу делот на парите од ТАФ програмата, на некој начин владата покаже слух за она што значеше во претходниот период за поставен регион на североистокот и како ние сега мора да ги справаме сите тие грешки, како ја гледаме целата онаа механизација, како 24 часа работи на терен за да го надополни она изгубеното време во претходниот период. Навистина не може да се согласам со мојот против кандидат со целосната негова реторика дека во Крива Паланка ништо не се прави, дека се што е ветено нема ништо, не е исполнато. И тука пак ги подценува граѓаните на Крива Паланка. Граѓаните прават сериозна разлика. И бидете уверени дека во недела ќе ја направат таа разлика. Не може да ја подценувате интелигенцијата на луѓето и да велите со реторика дека во Крива Паланка не е ништо направено. Крива Паланка за изминатите 4 години го смени својот лик. Сакале вие да признаете дали ви е мило или не ви е мило, граѓаните тоа најдобро го знаат. Сакате со аргументи да зборуваме од сите капитални институции во центарот на градот. Кажете им едно школо, една работа каде што нешто не е направено.
А имавте можност 11 години како локална власт, како централна власт, сите тие состојби да ги подобрите во градот. Она што се однесува до програмата, околу ТАВ програмата. Крива Паланка, како што кажав, ја препозната искрената поддршка од владата и во Крива Паланка ќе се реализира 3 патни правца во висина околу 465.000 евра. Еден од тоа е патниот улицата Вршечка и 2 други улици во населбите Чевлак и Мизолски ливади. И она околу најновата германска инвестиција, околу ветерниот парк, не може да не се согласам дека ние нема да имаме никаков бенефит. Со самите концесии кои што ќе ги плаќаат на општините, тоа ќе значи и развој и градење на нови улици, нови патишти. Тука треба да знаете дека се работи за 45 годишен стратешки проект. Да, добро, благодарам. Господине Станковски, улогата на централната власт во развој на локалната самоуправа. Точно е, од повеќето работи што ги кажа моите претходници се согласувам. Меѓутоа, ние успеавме 3 милиарди евра да потрошиме за некој период, па ќе било тешко и оваа програма од 520 милиона, нели? Дали тоа ќе биде наменски, дали ќе биде тоа функционално, поготово за граѓаните на Крива Паланка, тоа ќе го видиме во подоцнешниот период. И самата студија што кажува? Дека после извесен период ние ќе осетиме бонитети со тоа што ќе имаме здрава, ќе имаме сигурна електрична енергија, ама кога тоа ќе биде? Што до тогаш? Јас се прашувам што до тогаш, затоа што сите знаеме каква е сега берзата на електричната енергија и до кој степен сме дошле и да не ги набројуваме сите проблеми што не очекуваат нас како држава. Мислам, според мене, дека стратешкиот инвеститор треба да се консултира уште еднаш. Многу е за пофала тоа што овозможува такви сериозни средства да се вложат на територијата на Североистокот, меѓутоа да е преиспита својата одлука за тоа што кај нас има многу поголеми приоритети од ветерниците. Таму пред се луѓето, ако не ги задржиме, ако не им овозможиме да пристојно живеат, ако и натаму продолжи трендот на иселување и на се, тогаш нема да ни биде ни потребна енергијата. Тука пред се мислам на комуникацијата со останатите градски средини, на комуникацијата со граничниот премин, меѓудржавната соработка со северната граница, со источната, ама треба луѓето да ги мотивираме, да им покажеме како и да им овозможиме да си развијат своји активности. Да, добро, имаше некоја реплика, повелете со реплики прво. Јас сакам само кратка реплика во врска со кажувањето дека 11 години ништо не се направи во училиштето. Значи, за време на ВМРО во Крива Паланка се реконструирани Ѓорче Петров, училиштето средно е тотално реновирано комплетно. Значи, еве, слободно отидете, сигурно сте биле ученик во тоа училиште, погледнете го, прашите од кое време е се тоа направено, ќе видите комплетно уредување. Друго, исто и за Партизан. Значи, школото што е. Тука се направи од еден простор кој што не беше ништо корисен, се направи сала која што беше обезбедена на пинпонгарите, на спортистите. Сега и тоа не имам информација дека тоа не се користи, дека таму се складирани некои материјали од реновирање некои таму. Значи, во сите институции од областа на образованието беше се направено, но како што кажа и мојот претходен колега од Интегра, значи како што оди ситуацијата во Крива Паланка, иселувањето и намалувањето на бројот на учениците е многу поголем проблем од тие работи. Да. Мислам дека институциите имаат многу добри услови Имате контрреплика? за работа. Колку и да не ви е мило, и колку и да не ви е драго, Крива Паланка се гради. И треба тоа да го признаете и да бидете реален. Сакате со аргументи, со факти ќе разговараме за било која тема. Експресен пат Крива Паланка Ранковци. Патен правец на кај село Огот. Патен правец на кај преминот со Голеш. Патен правец кон Деве Бајр. Па тоа се капитални инвестиции. Што имавте период во претходната
ваш мандат да ги реализирате. И сега на вас не ви е мило. Или не... Тръгнете ги розовите очила. Тие се наши Старе, проекти. какво Од са ваши времето на проекти? А защо не ги немате направено, ако са ваши проекти? Промената на власта требаше да се реализират. Се направи промена на власта и вие требаше до сега 100 пъти да ги реализирате. Колко години ви трябва един проект да реализирате? 20 години. Значи вас не ви е мило да я гледате Како не ви е градежната мило, бе? експанзия, што се случува во Крива Паланка. Значи баш заради ова ќе ве казнат граѓаните. Баш заради ова што го зборувате ќе ве казнат Добро, граѓаните. реплика господин Павловски. 30 години независна држава и никако да се ослободиме од популизмот. Никако. Како некој болест да не зафати и само со популистички мерки. Многу е лесно да се каже дека ќе се прават ветерници на потегот Куманово, Крива Паланка. Колку ќе бидат на територијата на општина Крива Паланка? Саше, знаеш од каде почнува Крива Паланка? Крива Паланка започна од Просеченик. Може би тие ветерници ќе имат успех во Ранковци, ама концесиите ќе бидат за општина Ранковци, што ќе биде добро. Може ќе бидат на територијата на Куманово и тие ќе имаат прилив од концесиите и тоа ќе биде добро. Но од Просеченик до граница ние таква локација ја бараш не знам. Многу убаво си го знам крајот, многу убаво си го знам градот, многу си убаво знам околината. Така да сега многу е битно да се каже дека и во Крива Паланка ќе офате и ќе се даде некоја лажна надеж која со после 4 години ќе кажеме па слушај, а студијата покажа дека ние такви услови немаме. И сега не би сакал да се задржавам да го узурпирам времето, не се префрлете од тема на тема, него држите се стрикно до темата за да може да опфатиме уште некоја тема. Па добро, на нас времето практично ни истече и сега јас предлагам, немаме време веќе за класични кругови, имаме буквално уште по 1 минута за завршно излагање. Ве молам по 1 минута сите да ги кажете вашите завршни зборови пред гласањето во првиот круг. Господине Рангелов, вака вие застанавте последен, продолжувам. Повелете. Една минута. Би сакал да ги повикам кривопаланчани, значи слободно да се излезат на избори, да го дадат својот глас за број 7 и за мене како градоначелник и за листата за советници под број 7 предводена од Емил Спасовски. Со тоа, значи, ќе направат нешто кое што се вика промени во Крива Паланка, промени да има повеќе проекти во Крива Паланка. Она што го имаме напишано во програмата, ние стоиме на тоа. До сега сите имаат искуство дека се што ветувавме во програмата во најголем дел беше реализирано и тоа беше период кога луѓето сите беа заинтересирани да разгледаат програмата. Она промена што се случи во 2017 година направи да луѓето станат апатични и не веруваат на проектите и работите кои ние ги кажуваме. Со заокружувањето на бројот 7 и правењето промени во Крива Паланка, повторно ќе вратиме довербата кај граѓаните. Добро, благодарам. Господин Митовски. Вака, до моите драги сограѓани, моите драги кривопаланчани, во оваа битка, во овој предизок влегов со искрена намера, со чисто срце и сите што добро ме познаат, знаат дека тоа е така. Знаат сите дека сум човек од народот и човек за народот и дека во наредниот период и Крива Паланка како иден татко на градот во мене може да сметаат граѓаните еден таков отворен и достапен градоначелник затоа што знам каков градоначелник кривопаланчани бараат и очекуваат во наредниот период. На моите против кандидати во недела сакам да им посакам среќен и мирен изборен ден. Нека победи најдобриот. Ја верувам во мудроста на одлуката на граѓаните. Крива Паланка секогаш граѓаните знаеле да донесат мудра одлука. Верувам дека тоа ќе биде и во недела. Да, благодарам. Господин Станковски. Граѓани на Крива Паланка. И на овој начин ви се обраќам на завршетокот на кампањата со тоа што сакам да ве подсетам за сите оние работи што заеднички се договоривме. Ако сакате правичност, ако сакате транспарентност, ако сакате отчетност, без привилегии, тогаш слободно заокружите број 20 за Славчо Станковски и носителот на листа Дејановски Оливер. Знаете дека сето она што го имаме договорено, ќе го реализираме со ваша помош и секој пат вашите потреби во прво место и во прв план. Ви благодарам на довербата. Да, добро. И господине Павловски, вие да не останате тука
неоправдано изоставен? Повелете. Почитувани кривопаланчани, 30 години се бориме со една искривена слика. 30 години ви кажуваат дека немате избор, дека 30 години, ако не е ВМРО, ќе мора да биде Социјалдемократскиот сојуз. Мислим дека имате сега можност да докажете дека тоа не е така. Пред вас стои човек кој што има 22 години од мојот вработен стаж вградено во развојот на општина Крива Паланка. Ги знам целокупната проблематика на општина Крива Паланка. Го знам секое семејство. Ја знам проблематиката на руралната средина. Знам како да се справам со новите предизвици. Јас нема да чекам ниту еден момент за да почнем да ги решавам проблемите за кои што моите почитувани против кандидати ќе треба да им биде време за да ги осознаат сите проблеми со кои што се решава се соочува со градот се соочува. Знам дека нема полнолетен граѓанин кој што не бил во изминатиот период под притисок, под закана, под лажно ветување. На 17 октомври застанете позади с параванот, 10 секунди размислете, вие сте тогаш слободен човек, спојте го умот и срцето, дајте го за гласот за кој што мислите дека е најдобар кандидат. Благодарам, почитувани, и ви благодарам на сите за учество во оваа дебата на Телевизија 24. Уште еднаш да подсетиме на крајот, последен ден пред почеток на предизборниот молк ја представивме и општина Крива Паланка во едно квалитативно и сеопфатно представување на општините низ целата држава пред првиот круг на изборите во недела. Ви благодарам уште еднаш за довербата и вниманието и останете со програмата на Телевизија 24.